Во својата прва официјална посета, премиерот на Република Македонија Зоран Заев, придружуван од министерката за одбрана Радмила Шекеринска, вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи и шефот на дипломатијата Никола Димитров во Брисел ке се сретне со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини и со комесарот за преговори и проширување Јоханес Хан, како и со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Целта на првата посета на Брисел по преземањето на должноста е владата да ја потврди својата целосна посветеност на интеграциите во Европската унија и НАТО, како стратешка цел на земјата и да ги презентира реформските приоритети во владината агенда за враќање на државата на патот на евроатлантските интеграции, соопшти службата за информирање на владата. Владата е силно посветена со конкретен план за реформи во соработка со институциите на Европската унија, да работи и на изнаоѓање решенија за отворање на поглавлјата 23 и 24, како суштински не само во процесот на преговори за пристапување, туку и за реформите на домашен план, кои што треба да го вратат владењето на правото и довербата на граѓаните во институциите, порача Заев. Итните реформски приоритети веќе посочени од Европската унија истакнуваат од владата се во фокусот и на НАТО. На средбата со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, владината делегација ќе ја презентира решеноста за унапредување на добрососедските односи врз основа на заемно почитување, определбата да се продолжи со придонесот во мисиите на алијансата, како и заложбите да се обезбедат сите потребни предуслови за натамошно осовременување на армијата на Република Македонија, согласно со стандардите на НАТО, се вели во владиното соопштение.